По повод Илинденските денови во Крушево, секоја година се одржуваат голем број културни манифестации. Едни од нив се и етно саемот и летниот саем за книга, кој што традиционално ги организира Домот за култура од овој град. Сдруженијето на жени Цветот Крушево уреди еднокатче од домот, каде што присутните и туристите можеа да погледнат различни нови и стари ракотворби, плетеници, везеници, облеки кои што се носеле пред 100 и повеќе години, а исто така гостите можеа да си купат и дел од сувенирите и да си понесат спомен од Крушево. Нормално и да се заблажат со дел од традиционалните специјалитети на крушевските домаќинки. Овде имаме дневна соба во времето кога нашите баби прабаби чекале гости, тоа е гостинската соба. Тоа се перници што ги везеле помладите генерации. Сето е рачна изработка, ништо нема тука машинско. Дури младите бабите ги учат, плетат, везат, али ова што го работеле тие не може да го навеса младите. А сега младите не се заинтересирани, ова наискрено го кажувам, колку работилници одржавме, да ги уклопиме младите, да работат нешто, да се учат, да ги наследат овие богатства од нашите мајки, од нашите баби. Иначе организацијата е прочиена на светско ниво. Кога ќе одидат туристите, што најмногу ги интересира од овие изложени работи? Па да ви кажам, туристите повеќе сувенири, овие рачни заботки на ташни, на вака на крупни работи не ги интересира. Обично поситните работи да можат да го зема како сувенир. Тука можеме да видиме и староградски фустани и облека. Староградски фустани се двата, оригиналот ги имам лично јас, имам и уште еден. Колку се стари? Па над 150 години. Иначе овие се копија на оригиналот од наши прабаби. А копијата оригинал кој имам, али е дотрајано, са на некој музеј да го поклониме, да можат да го санираат, да ги излепат тие делови. Ги нема веќе староградските фустани и се изгубија. Инаку Сдруженијето на жени Цветот Крушево се едни од првите вакви здруженија од Македонија кои што пред повеќе години изработуваа ракотворби, плетени аксесоари, како и облека за странските пазари во Америка, Италија, Германија и други европски земји. Работеа за врвни светски модни куќи и тоа беше дополнителен приход за крушевските жени. Првите фустани што ги порачаја странците се овие, везаните на црно. Првите фустани што отпочна организацијата да работи за странство. Значи, почнавме од тоа. Иначе, голем број имаме признанија, награди, со враќањето од Америка. Јас представував организацијата, тогаш беше амбасадор, господинот Лоренс Батлер, го добивме најголемото признание. Може ли да се врати тоа време и изработката на тие ракотворби? Нема да се врати. Нема да се врати, мислам, уште овие генерации сега што се може да ги изработуваат, а младите не. Нема да се врати. Ние сега, кога работевме за италијанскиот пазар, и со италијанскиот пазар, мислам, ние се пробивме во светот. На италијанскиот пазар што ги работевме ракотворбите, плетени со волна, сите ги пласираја италијанците на кинескиот, на јапонскиот и на другите светски, мислам, фирми што ги порачуваја. Многу бројни работи се заработеа, джемпери, мантили, фустани, прекривачи. Тогаш зошто престана сето тоа? Па тие после заминаја, фати короната многу делуваше, после короната немаше така заинтересирани, иначе дизајнери идеја од Италија. За америчкиот пазар само везани работи и на саемот во Америка од Каиро бизнисмен што имал хотели 500 перници ги порачи за изработка. Значи, ние везевме, дизајнери идеја од Америка во Крушево и дизајнерката ќе преноќеше, ќе го изваеше моделот, да види дали ќе го навезиме, дали ќе изгледат убаво. Значи, обавезно
за секој модел дизајнер идеше. Ние многу работи изработивме за Америка, али се тоа везано. Во моментов, Сдруженијето работи на заштита на крушевското англе како уникатна ракотворба, а сакаа да издадат и книга со традиционални стари крушевски рецепти. Инаку, освен овој сајм, во другиот дел од салата на Домот за култура се одржа и летниот сајм на книга, каде што посетителите, освен традиционалните сувенири, можеа да си купат и книга. Ова е 15-та година поред што се одржува сајмот на книга во Крушево. Учествуваат неколку издавачки куки, имаме книги на попуст од македонски и од странски писатели, посетуване добро од крушевчани и од туристи. Во склоп на сајмот исто така ќе има и 3 промоции на книги од родокрајни и од други македонски писатели. И националната установа 10 дена Крушевска република. Во овој период организира голем број на концерти, изложби и промоции на книги. Во старото Крушевско училиште или така наречената жолта зграда, во издание на Сдруженијето за афирмација на култура, екологија и рурален туризам Културен манифест Крушево, како и книжевниот кружок Васил Илјовски од овој град, се промовираа 2 нови книги. Првата, насловена Илинден Крушево 1903-1928, албум книга што е реиздание на постарото вакво издание од пред 100 години, објавено од Крушевското благотворно друштво. Тоа е реиздание на стар албум од Крушевското благотворно друштво, кој напостоело во периодот по Илинденското востание, во кој начинувале најстакнатите војводи од Крушевскиот регион, меѓу кои Наунто Малески, Ѓорѓиото Малески, Никој Киромајски, кој како еден значаен успех за да му дадат некое значение на Крушевска републиката и на Илинден, го издадет овај албум со нивни фотографии кои ги имаат направено за текот од пред Илинденското период и во текот на Илинденското востание во Крушево. Тоа е многу специфичен албум, бидејќи изобилува со елементи од општествениот, социјалниот, секојдневниот, културниот. Тој е како ќе наречен како една непроценлива архива, сите ини генерации кои ќе ја поседуваат оваа книга, ќе можат да учат за нивните славни потомци. Втората книга, зборникот Книжевен манифест, представува прво издание на планираните традиционални годишни изданија на зборници во издание на книжевниот кружок Васил Илјовски Крушево. Во зборникот се вклучени авторски творби на досега необјавени дела од славните крушевчани Васил Илјовски, Александар Матковски, Костика Телеску, лауреатите на првата награда Венко Антоновски, Никола Јовановски, Михајло Свидерски, како и други значајни дејци членови на кружокот. Исто така ќе можам да ги нагласам нашите ини проекти, меѓу кои што се работиме интензивно на работа на творештвото на Васил Илјовски, како нас моментално ќе спани дека ние го носиме гордо неговото име и се правиме да го зачуваме и авторизираме неговото творештво. Исто така работиме и на творештвото на академикот Александар Матковски, на Траче Крстевски и на други автори. Манифестацијата 10 дена Крушевска република на посетителите на Крушево, освен овие настани, до 10 август ќе им понуди голем број на други културни случувања. Во склоп на самата манифестација 10 дена Крушевска република ќе можете да проследите научната трибина која што се случува на 5 август во 11 часот во горната училишна зграда, заедно во соработка со Институтот за национална историја. Потоа на 6 имаме концерт на Фолтин, на 7 концерт на Саут Парк ретро кабаре, поточиња за најмладата публика, театарска представа за деца, театарска представа за возрастни и во сабота исто така на 8 ќе настапи пајак во склоп на манифестацијата, значи ни следува еден викенд полн со активности и концерти и за помладата
целата популација, па и за повозрастните. Своја паралелна културна програма има и Домот за култура со промоции на книги, музички перформанси, како и изложби.